Добре ден за Крунмислав Мишко Барзов, одличен познавач на состојбите во автомобилизмот. Европската унија планира до 2035 целосно да го исчисти пазарот со дизел и безоловен бензин, но проценките се колку е тоа реално да се случи во овој временски период, имајќи во предвид дека се уште одредени проценки се дека рокот е краток, а се уште ова индустрија не е подготвена да се прилагоди на новите стандарди. Се слагам со вашето мислење. Да, законот е донесен веќе во Европскиот парламент дека треба да се укинат сите возила со фосилни горива, односно со мотори со внатрешно согорување до 2035 година, но неодамна на состанокот на министрите за транспорт во Стокхолм се случи една мала побуна, да кажем, која предводеше Германија, начело со нивниот министер за транспорт, кој побара одложување на овој закон. Експресно на тоа се надоврза и Италија и Франција. Многу е лесно да се наметнуваат норми кои се нереални, затоа што автомобилската индустрија е една од најсилуваните индустрии во целиот свет. Со наметнување на така наречени зелени прописи, правила, еколошки прописи и така натаму. Но не смее да се заборави дека автомобилската индустрија цело време ги развија технологиите во име на екологијата, но и државите се борат да ги задржат работните места. Се даде уште една нова временска рамка, а тоа е до 2025 сите возила да се електрифицирани. Да се електрифицираат. Точно, и многу производители работат во тој смер. Но електрификација не значи потполно префрлување само на електричен погон. Под електрификација се разбира и хибридните возила, кои ги имаме два типа, самообновливи и хибриди кои се полнат како електрични возила. Така да ова е реално до 2025 да се електрифицира целата гама на возила, но треба да разјасниме една работа. Тоа ќе се случи само во рамките на политичка Европа, не во рамките на географска Европа. Така да, технологиите на мотори на внатрешно согорување уште остануваат во игра. Пред се ова е елитистичка одлука која се однесува на популација, да кажеме, некаде под милиарда жители. Се однесува на Европската унија, на Америка и уште некои развиени средини. Но не се однесува на целиот свет. Има ли доволно приклучни станици за овие нови модели на автомобили на струја? Тука е големиот проблем повторно екологијата. Затоа што пред се струјата се произведува од нечисти извори, од фосилни горива или пак од руди. Така да не може да зборуваме за потполно еколошко решение. Да, тоа се моментални решенија кои овозможуваат миграција на загадувањето од градските средини во средините каде што се произведува електричната енергија. Но, да се вратиме на првото прашање околу моторите со внатрешно согорување. Има неколку технологии кои се развиваат и доста се успешни. Пред се тоа е технологијата на водород и технологијата на синтетички горива, така наречени е-горива. Тоа значи дека целиот волумен на загадување ќе остане на исто ниво со горивата, со синтетичките горива, бидејќи за нивна изработка потребна е голема количина CO2 која се зема од атмосферата, така да ќе се избалансира сегашната состојба на CO2 во атмосферата. И втора интересна технологија е водородната, која овозможува две солуции. Првата е на впрскување на водородот во самите цилиндри, со што се зголемува експлозивноста на самото гориво, така да и потрошувачката и еколошкиот отисок е многу понизок отколку само со фосилни горива да се возат автомобилите.
И тука уште едно прашање околу енергетиката се наметнува. Тоа е цената на чинењето на водородот и инфраструктурата за одржување на течниот водород. Но сведоци сме дека во Соединетите Американски држави цела една атомска централа сега ја преусмерува својата работа на производство на течен водород, што би значило во една временска рамка од 5 до 10 години цената на течниот водород да се сведе на $1 по килограм. Со 1 килограм течен водород можно е да се поминат повеќе од 45 до 50 километри со сегашниот развој на технологијата. А Барзов, дали нафтеното лоби па и владите притаено работат и натаму да се употребуваат дизелот и безоловниот, се со цел дека најголем дел од владите сепак наплаќаат акцизи од нафтата? Не можам да кажам дека е тоа притаено, но се работи за интереси, се работи за огромни средства и се работи за огромен временски период во кој е вложувано многу за развој на моторите на внатрешно согорување. Многу големи светски компании за производство на енергенси, како што се Aramco, British Petrol, Royal Dutch Shell и така натаму, работат на развој на алтернативни горива. Така да се уште е рано да се прогнозира дека само од едни профитерски услови да се гледа низ аспектот само на профитерско размислување. Напротив, се размислува и за екологијата, но со нови солуции. А што се однесува, што се однесува до електричните возила, инфраструктурата на полнење е проблем и голем предизвик за сите земји, а веќе е заблуда дека полнењето со струја е ефтин спорт. Норвешка, како најразвиена земја во светот, што се однесува до електричните возила, во моментов почнува да оданочува полнење на струја во патничките и комерцијалните возила. Во овој момент, што е фрапантно, цената на полнењето со струја во Норвешка е поскапа отколку еквивалентно да се полнат фосилни горива во возилата. Капацитетот на автобатериите за струја не дозволува според одредени проценки да се поминат повеќе помеѓу 300 и 500 километри непрекинато возење. Колку е тоа проблем за оној кој ќе се одлучи да купи возило? Електричните возила се прекрасни кога се возат во градска средина, но предизвикот е да се поминат поголеми дистанци. Сега во моментот поголем предизвик за автомобилската индустрија е да направат адекватни програми за следење на ситуацијата на одредени места за полнење и капацитетот на батеријата, за да ви пресметаат едно идеално траекторирање на вашето патување. Така да, се уште патување на долги патеки со електрични возила е предизвик од епски размери. Барзов, според одредени проценки и анализи, минатата година се продале околу 7500 нови возила, но според проценките опаѓа трендот на купување на возила на старо или набавка на оние така наречени, ја би ги нарекол крш возила кои ги увезувавме од Бугарија и од другите западноевропски земји. Како го објаснувате феноменот на и во услови на криза расте побарувачката на нови возила, а растат воедно и цените на возилата? Тоа е принцип на врзани садови. Целата индустрија во последните години, во последните 4 години или од пандемијата па наваму е во еден услов на мобилност и на многу предизвици пред неа. Пред се тука е проблемот со набавката на неопходни посебно електронски компоненти за автомобилите, кои се повеќе ги имаат во себе.
и тие се едни сложени компјутери веќе, не се само автомобили. Второ е намалувањето на обемот на производството, а и предизвиците на поскапувањето не само на енергенсите, туку и на транспортот и на рудите кои се неопходни за изработка на автомобилите, од челикот па натаму. Во овој случај ние имаме од 2019, ако една паралела да повлечеме, пад на производството на автомобили за 30%, но профитот на големите компании е нараснат до 40%. Што се однесува до побарувачката на возилата, секогаш е во рамките на неопходното, но еве пак ќе земам Америка, односно Соединетите Американски држави како пример. Во овој период од 3 години, од 2019 до крајот на 2022 година, во Америка просечната цена на продаден автомобил беше $39,000, за да во 2022 заврши над $55,000. Американците имаат одлични услови за купување на возила и за финансирање, но просечната рата во 2019 за еден автомобил била околу $390 или $383, така некаде, а во 2022 скоро е дуплирана. $717 месечна рата просечна во Соединетите Американски држави. Како го објаснувате феноменот во услови на криза, граѓаните се жалат, гледаат да скрпат крај со крај, а од друга страна, како што споменав во претходното прашање, расте побарувачката на нови возила. Кој се купува во Македонија нови возила? Сите што мораат да купат, не оние што сакаат. Многу мал бројот е на оние луѓе кои можат да се дозволат да купат автомобил кој нив им одговара или кој е по нивен кеф. Обично тоа се флотни купувачи кои се приморани да ја обноват својата флота. Имаме нешто и приватни купувачи, но мене ме радува една тенденција на македонскиот пазар, а тоа е да се купува веќе автомобил кој е неопходен, односно прагматичен избор, а не веќе за комшиите избор. Пошто веќе следите тренинг, мој гостин е Мишко Барзов. Колега Барзов, како успеавте за речиси релативно кратко време да се стопите, условно кажано, од 150 кила на 70 килограми? И како денес ја одржувате килажата? Тренд во автомобилската индустрија е даунсайзинг, намалување на големините. На тоа се одлучив и јас пред се од здравствени причини, затоа што дебелината не е болест, но е иницијатор за многу болести. Јас успеав во заден момент да се спасам од многу лоши реперкусии. Се одлучив на зафат кој се вика бариатриски со скратување на желудник. Морам да кажам дека тоа е еден ризичен зафат, не е бениген, но кога работи оној што знае да работи, се е во најдобар ред. И да, ослабев 82 килограми, најмногу, од 156 на 74 дојдов до 72. Сега го држувам некаде помеѓу 77 до 80 килограми. Знаете да одолеете на јагнешко, јунешко, не, благо? На ништо не одолувам, само си го слушам организмот и јадам кога ми се јаде, а не кога е време за јадење. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше Мишко Барзов, автор на Автомагазин.